Свесни за критиките кои ќе следат по потпишување на договорот, двајцата премиери Заев и Борисов во договорот гледаат европска перспектива. Со многу свечености потпишан договорот за добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија. Аплауз за затворање на прашањата кои стоја испречени меѓу двете земји. Ова накусо е заклучокот по пресконференцијата на Заев и Борисов по парафирање на документот на македонски и бугарски јазик. Сега се чекаат позитивни сигнали од Брисел. Заев рече дека Бугарија од денеска е уште поголем пријател на земјава во евроатлантските процеси. Договорот е пример како долгогодишната кочница се претвора во мотор за соработка, заклучува македонскиот премиер. Борисов, како голема придобивка од договорот, гледа во изградбата на коридорот 8. Тоа е врската која ќе ја поврзе Европа со Балканот, ама и можноста Македонија да купува газ со обезбеден транспорт. Гледајќи назад, ќе се сопнеш, затоа ние решивме да гледаме напред. Бугарскиот премиер ја поздрави храброста на Заев со зборовите. Некој ако сака да оди во НАТО и Европска Унија, мора да биде цврст. Владата на Република Македонија се определи да води политики на решенија, а не на проблеми. Во владата на Република Бугарија видовме конструктивен партнер со исти цели. Република Македонија и Република Бугарија со овој договор покажа одговорност кон своите граѓани. Сега ќе ја видите и европската реакција на ова. По потпишувањето на овој договор, таа ќе биде позитивна, зашто не знам дали е за прв пат, но меѓу две држави, без никакви посередници, без никој да ни дава упатства, сме стигнале до заклучокот дека мирот, пријателството и добрососедството е поважно од се останато. Новинарите прашуваа за критиките од страна на ВМРО ДПМН, од стапките кои земјите ги направиле. Зошто го прославуваме заедно националниот празник Илинден, кога не сме иста држава? Борисов рече дека со Груевски биле на чекор до потпишување и би бил среќен, доколку тој ги поддржи европските перспективи. Никој нема да биде против доколку се реализира договорот. Сигурен е Борисов. Заев ги повика македонските партии заедно да застанат за договорот. Јас знам дека мојот другар и колега Бојко Борисов се со искрена намера да помогне на Република Македонија во процесот на евроатлантските интеграции, заради тоа што, како што рековме, и за нас нема алтернатива освен Европската Унија и НАТО. И знам дека се радува што Бугарија ќе биде председател со Европската Унија, ќе председава од 1 јануари, секако со една од намерите да токму ваквите пораки и дух бидат вградени во програмата на председателствувањето со Бугарија. И затоа сум радосен и треба да биде радосен и мојот народ и Република Македонија, заради тоа што ова е навистина историски чин за кој што сите ќе се гордееме. Штото празниците се општи? Празнуваме затоа што празниците се заеднички. Многу пати сме се бореле и сите сме големи и велики. Голема Бугарија, голема Албанија, голема Србија, голема Македонија. Сите сме големи. И со војните направивме да станеме најбедното и најизоставеното место во Европа. Ако сакате да се вратиме назад, ние со колегите сакаме да го достигнеме нивото на германците, австриците, французите, холанѓаните. И тоа е празник кој ние го вреднуваме. Извинете што го празнуваме. И тоа е празник којто и ние обичаме. Извинјавајте че го празнуваме. Посетата на Борисов е дел од свеченостите за одбележување на празникот Илинден годинава под мотото Наша Македонија. Утре двајцата премиери ќе направат поклон на споменикот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје.